По повеќето изнесени детали и шпекулации од договорот помеѓу СДСМ и ДУИ за формирање на нова влада, денеска во медиумите шпекулации и информации за можниот претседател на Собранието на Република Македонија. Порталот Република пишува дека СДСМ и ДУИ договориле поранешен албански командант на бунтовниците и поранешен министер за одбрана од редовите на ДУИ, Талат Џафери, да биде претседател на Собранието, што според изворот на Република е еден од условите содржани во Тиранската платформа. Доколку председателот на Собранието е албанец, тој во Собранието ќе се обраќа на албански јазик и на албански јазик ќе ги води собраниските седници, што го потврди и лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервју за агенцијата Reuters. Në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, nëse unë jam kryetari i Parlamentit, unë flas në gjuhën shqipe, i udhëheq seancat në gjuhën shqipe, shqipja e shkruar dhe arkivuar në të gjitha institucionet më të larta shtetërore. Ky është përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Aktualisht shqipja në Maqedoni është zyrtare, e shkruar dhe arkivuar vetëm në nivel lokal. На ова прашање денеска одговори и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој вели дека со ДУИ се уште не разговарале на оваа тема, но отворена е можноста. Апсолутно немам никакви предрасуди за етничката припадност на председателот на Собранието или на било која друга институција во Република Македонија. Како мандатор кој што очекува да добие шанса преку добивање на мандат да формира влада, јас очекувам капацитетност на луѓето. Така очекувам и капацитет на идниот председател на Собранието на Република Македонија, знаејќи со што ќе се соочи парламентот во периодот кој што предстои пред нас. Според уставот, председателот на Собранието е втор човек во државата и заменик врховен командант, што значи дека во отсуство на председателот Ѓорѓе Иванов, според денешните шпекулации, Талат Џафери ќе ја води државата и ќе биде врховен командант на вооружените сили на Република Македонија.